Добро вечер, почитувани гледачи, ново издание на Ваш термин. Повторно јас како ваш домаќин со вас, нели, Виолета Петровска-Периќи. Со мене во студиото веќе е денешната гостинка, со која што ќе разговараме за една интересна тема. Уште на почеток еве да кажам дека нема да разговарам за некоја можеби посебно заболување или некоја болест, меѓутоа ќе разговараме за детоксикацијата на нашиот организам, која всушност и како е причинител за понатамошното наше здравје, односно нели здравје, колку ние здраво ќе живееме и здраво ќе се храниме, колку ќе го интоксицираме нашиот организам, во таа смисла пак понатаму ќе се развиваат оние заболувања за кои што пак во сите претходни емисии разговараме на одредени теми, се разбира. За да знаеме нешто повеќе за детоксикацијата или пак интоксикација, што значи внесување на отровите во организмот, а детоксикацијата пак како треба да се изврши, ќе разговараме денес со доктор Албена Манева Крстевска, која што е специјалист ортопед, дипломиран хомеопат и во сите оние секојдневни нејзини ангажмани се разбира во работењето со пациентите практикува и нели биорезонантна терапија, односно биофизичка медицина. Па пред се да ја поздравам денешната гостинка. Добар ден, односно добро вечер, доктор Албена. И драго ми е што си за прв пат во ваш термин, нели? Некако со ново име ја окарактеризиравме оваа емисија. И се надевам дека се тоа што ќе говориме на оваа тема детоксикација ќе биде многу поучно за нашите гледачи, уште повеќе што, како што кажав на почетокот, од нашето интоксицирање на организмот зависи и нашето здравје. Значи, колку ќе бидеме ние здрави, а колку повеќе го интоксицираме организмот, толку повеќе имаме можност да добиеме некое заболување. Точно, да. Па ајде првин како да започнеме? Првин да започнеме со она како го интоксицираме организмот. Да. Па потоа ќе објасниме што значи детоксикација. Ајде да ни кажете со што ние секојдневно го труеме, така да кажам, народски нашиот организам. Да. Јас пред се сакам да ги поздравам вашите гледачи и драго ми е што сум повторно овде, доста често доаѓам кај вас со една тема која мислам дека сум должна на некој начин да објаснам и на моите пациенти кога доваѓаат во ординација и кои ќе им кажам интоксицирани сте и тие прашуваат па откаде толку токсини. Нели така? И денес во оваа емисија ќе објасниме зошто се интоксицира организмот, какви врсти на интоксикација има и како тоа треба да се ослободи организмот од сите тие токсини, на кој начин и зошто луѓето заболуваат практично заради оптовареноста на организмот со многу отрови и тоа има две врсти на интоксикација, физичка и ментална интоксикација. И таа ментална интоксикација е доста важна, дури можда и нешто поважна од физичката интоксикација. И таа во народот се нарекува со еден збор стрес. Меѓутоа не е тоа доволно. Мислам јас нешто ќе се задржам малку и на тоа, затоа што сметам дека е многу битно за луѓето да знаат. Интоксикацијата пред се, значи кога ќе кажеме имаме токсини, прво не асоцира на нешто што е внесено од надвор. И тоа е така. Значи, од каде се внесуваат токсините? Се внесуваат со вдишувањето, кога е воздухот загаден. Во големите градови има многу издувни гасови, па има фабриките исфрлаат во воздухот разни токсични материи кои се вдишуваат и така натаму. Значи, воздухот, особено во многу населените места, е загаден, за разлика од, ако одите во природа, е загаденоста многу помала. Значи, тие токсини одат во белите дробови, од таму преку циркулацијата одат насекаде во крвта и насекаде во организмот. Друг начин на интоксикација е преку храната. Значи,
се интоксицираме затоа што јадеме храна која е интоксицирана, може со тешки метали, со разни други токсини. Тоа може да биде заради тоа што е загадена почвата, па растенијата кои ги јадеме се исто загадени, па исто така месото е загадено затоа што се хранат животните со загадена храна. Понатаму водата, значи водата која минува низ почвата, која е загадена, исто носи разни тешки метали и разни супстанции кои се токсични. Што се однесува до исхраната е многу битна. Значи, затоа што преку храната ние внесуваме не само токсини, пестициди, да речеме, тешки метали. Меѓутоа, тоа е храната која е на некој начин загадена од надворешната средина. Меѓутоа, ние внесуваме, особено нашите деца внесуваат храна која е многу убаво спакувана, дизајнирана и со долг рок на траење. Кога ќе видите храна со долг рок на траење и прочитајте во етикетата што пишува. Што се содржи, така. Таму пишува. Значи нема тука лажење, си пишуваат луѓето. А вие сте тие дали сакате тоа да го јадете или не. Значи тука се адитиви, тука се разни емулгатори. Значи тие се во мал процент. Значи има со закон одредено колку може и е дозволено да има. Значи затоа што тие спречуваат развој на микроорганизмите, габичките, за да не се расипува храната. Меѓутоа проблемот е, тоа е све регулирано, нема тука некој. И све е запишано. Меѓутоа, проблемот е што ние внесуваме многу од тие такви спакувани храни. Така? Значи внесуваме, да речеме, разни джемови, па разни преливи, па исто така и во пивото има такви адитиви, па во лебот има секојдневно, значи не се користи квасец, се користат разни адитиви. Со еден збор се што јадеме. И најмногу сакам да се задржам на соковите. Значи, соковите, децата, многу малку деца се научени да пијат сокови кои мајката ќе им ги приготви во џусер или во блендер. Не им е тоа вкусно. Вкусно им е од тетрапак, од шише, газирано или кока-кола. Меѓутоа, во сите тие сокови има натриум бензоат. Така. Значи, натриумот бензоатот има во одреден процент. Меѓутоа, летно време, кога ќе треба да се пијат многу сокови пијат децата, тие внесуваат многу. Друг е проблемот, што во тие сокови, за да се привлече, значи, луѓето повеќе да купуваат, значи, се стават и витамини. И пишува, сокот обогатен со С витамин, со А витамин, не знам кој витамин, С витаминот е проблем. Затоа што С витаминот, или аскорбинска киселина, кога ќе дојде во контакт со натриум бензоат, ни станува бензен кој што е многу канцероген. Значи, ние на децата им даваме канцерогени супстанции да пијат. Значи, не знам дали луѓето тоа го знаат или дали се свесни што им дават на децата. Поготово, па и возрастните пијат многу. Поготово во овие сокови што пишува лајт, тие се уште поопасни. Така. Значи, треба да се внимава, значи, што се јаде. Значи, во мало количина, од време на време, можете да си дозволите. Али секојдневно тоа да го внесувате, е многу лошо. Понатаму имаме секоја храна со долг рок на траење. Значи, таа тешко се разградува кога ќе дојде во дигесивниот тракт. И заради тоа настанува многу метаболен отпад. Тој метаболен отпад оди преку цревата, значи преку венскиот крвоток, во црниот дроб. Каде црниот дроб се мачи, сето тоа да го некаде да го неутрализира, да го исфрли. Меѓутоа, во колку има многу од тој метаболен отпад, тој мора некаде да се складира и се складира во клетките. И што станува понатаму во тие клетки? Значи, тие се
изменуваат, нивниот биохемиски процеси, биофизичките и биохемиските процеси се менуваат, дури доваѓа до промени и на самите митохондрии, значи нивната оксигенација. Кога се променат, тие привлекуваат значи микроорганизми. Може да се промени врз основа на тоа и ДНК, значи настанува промена на ДНК. И настануваат значителни промени во организмот. И затоа што е организмот практично треба да го сметате како една целина, значи еден енергетски динамичен систем е тоа, кој постојано се движи, има постојана комуникација меѓу клетките. Во секој момент, секоја клетка знае што било која клетка работи и што се случува во организмот. Понатаму, ние комуницираме и со нашето обкружување, нели така? Значи, се ето тоа преку електрони, иони, преку најситните честички, фотони. Значи, тоа е многу брза комуникација. И во тој случај, во овој случај, што ви кажувам, кој ќе има многу такви токсини, се ремети имунолошкиот систем. Така. И може да се случи да самиот имунолошки систем, самите имунолошки клетки не ги препознаваат своите собствени протеини. Значи, протеините на собствените клетки толку се видоизменети да тие почнуваат да се борат против нив и тука се активираат имунолошкиот имунитет и се активира целуларниот имунитет, значи преку антителата и преку Т клетките и клетките убици, значи килер клетки, кои почнуваат да ги разградуваат и да ги уништуваат клетките на одреден орган. Значи така настануваат автоимунните заболувања. Значи може да го нападнат, да ја нападат штитната жлезда, може да го нападнат локомоторниот апарат, значи имате Хашимото, имате реуматичен полиартрит, значи може да го нападат нервниот систем, имате мултипла склероза, имате лупус и многу други заболувања. Меѓутоа, на тој начин настануваат и други заболувања кои се многу чести. Значи тоа се артрози, спондилоза, значи на вратот, лумбална болки, главоболки, миалгии, мигрени, па пореметување во функцијата на дигестивниот тракт. Имаме гастрити, па имаме колити, па многу нешта, значи и се разбира канцер. До најлошите така. Да. Значи и сега тоа е еден дел од приказната. Другиот дел се лековите. Так. Значи фармацевските производи, таму се пишува што можат да ви направат. Значи, што прават и што можат да ви направат како компликација. Ајде тука ќе се уфрлам во разговорот. Говоревме уште пред да влеземе во студио за антибиотиците, за кои што во последно време еве некако и нели матичните доктори не ги препишуваат ако нема некоја посебна потреба, меѓутоа порано се пиеше, нели можеше сам да си купиш антибиотик, да се напиеш кога ќе почувствуваш некој проблем во однос нели на било што. Меѓутоа ми кажавте еден интересен податок дека кога ние ќе испиеме еве практично една терапија од антибиотик за некое заболување, колку му е потребно време на организмот да се исчисти од тој антибиотик? Не да се исчисти, него тој антибиотик ја ремети цревната флора. Так. И потребни се 6 месеци од прилика, така барем. Да се нормализира се. 6 месеци да се нормализира цревната флора, а после ќе кажеме колку е важна цревната флора за нашиот организам. И јас стигнав до фармацевските производи. Значи, не се опасни фармацевските производи кои во некој хитен случај треба да се дадат за да се спаси живот и да речеме во тек на оперативните захвати, тоа е се во ред. Меѓутоа, опасни се фармацевските производи кога се даваат во голем број, да речеме по 10 различни таблети, значи 3 пати на ден, пример,
За и повеќе проблеми. долго време. Така. Значи, тогаш е тоа опасно, затоа што тоа го интоксицира организмот. И сега луѓето викаат, па јас морам, имам висок притисок, па морам ова да пием, па морам она да пием. Меѓутоа, тие пијат, меѓутоа не се осеќаат добро. Значи, за холестерол им даваат супстанции кои се страшно токсични. И сметам дека треба да се бара малку подруго решение за, значи, или ако мора нешто да не биде толку голем број на таблети што треба да се пијат во текот на денот. Некогаш луѓето доваѓаат со цела кеса со таблети. Значи тоа е навистина вистинска интоксикација на организмот. Вие нема да му помогнете со тоа. Значи луѓето потоа запаѓаат во некои депресии, во некои апатии, имаат болки, пијат не им помага. Знаете, во некој ќорсокак се влегува. Значи треба да се има ред, да се знае што се дава и зошто се дава. Ако мора да се даде, ќе се даде, ако тоа помага, ако нема некое друго решение. И сега би се задржала само за менталната интоксикација. Ајде. Значи, менталната интоксикација е нешто најважно, кое дури рековте дека е поважно од физичката. Ние го занемаруваме и го потиснуваме затоа што не сакаме да се соочиме со нашите проблеми. Значи, најдобро е некако да го потисниме на страна и тука е диазепамчето, апауринчето, или хелек се дава, или нешто друго се дава. И тогаш надворешно сме смирени. Меѓутоа, вашата подсвест не е смирена. Така. Значи, све се одвива на ниво на подсвеста. Значи, која е менталната интоксикација? Ментално можете вие да сте интоксицирани уште од најмала возраст. Значи, и многу често луѓето тој товар од детинството го носат. Значи, тоа е агресивни родители, непосветување доволно на детето, отсутство на љубов, недавање љубов кон детето, недавање внимание. Некојаш кој ќе видам родители како се издеруваат, им викаат, ги удираат децата. Значи, неуротични родители ги прават децата неуротични. Значи, деца на родители кои биле во конфликт, каде што имаме дрога, алкохолизам и не знам што, тие личности ќе израснат. И може да бидат многу успешни. Меѓутоа, во подсвеста им останува записот. Ме разбирате? И тој стално тука стои и постојано тие не се ни свесни зошто нешто постојано им се случува. Разбирате? А најважно е, чувствата се важни. Значи, чувство на страв, кои се важни за настанување на болестите. Чувство на страв, значи, кое е поврзано со чувство на слаба самодоверба, непочитување на самиот себе, дури отсутство на љубов кон себе си. Многу луѓе не се ни свесни дека самите не се сакаат. И прават се за да им биде полошо. Несвесно. Значи, несвесно не се сакаат. Или чувството на бес. Чувството на бес е поврзано, да речеме, со недоразбирање постојано, недоразбирање, карање, тензија, љубомора, завист, лоши мисли. Така. И она што многу луѓе не го направиле, а оние го направиле, се спасиле од најтешки болести, тоа е соочувањето со самите себе. Така. Значи, да се соочат со самите себе и да ја прифатат одговорноста за себе си. Значи, не сега да ја прифатат одговорноста за себе, а камоли за другите. Значи, бегаат од одговорност. Значи, во колку сакате да се излекувате, значи, од тешки заболувања или да ги спречите тешките заболувања, морате ментално да се прочистите. И затоа, односно да се соочите со вашата подсвест. И таму има начин тоа како се чисти.
Тоа се вика репрограмирање. Значи се тие пакети лоши се отстрануваат и се заменуваат со нови и човекот може да се преобрази. Значи да стане сосема поинаков од она што бил порано. Значи и да се смири, и да не е нервозен, и да не е пакосен, и да е полн со љубов кон себе, кон другите, и тој ќе забележи дека самото обкружување ќе се смени односот на луѓето кон него. Значи, ќе свати дека фактички за све што му се случува е крив причинител самиот тој. тој. Така. Па дури и кој ќе одите на улица и кој ќе паднете, сте вие причина. Има причина зошто? Затоа што организмот ви кажува, тоа е опомена. Ви кажува дека треба нешто да направите. Ако вие таа порака ја примите и работите на себе си, можете многу да си помогнете. Така. Сега кажавме, значи, два вида на интоксикација, ментална и физичка. Поважна менталната, заради тоа што со самото тоа, ако ние повеќе сме ментално интоксицирани, ќе му дозволиме и на нашиот организам и физички не ви да попушти и уште повеќе да биде поподложен на заболувањата. Ајде сега да објасниме што всушност значи детоксикацијата. Што е, каков процес е тоа? Кои органи учествуваат во овој процес? Значи, кои органи се оние кои што се најважни за детоксикацијата, се извинувам, на организмот? Малку да им го појасниме тоа на гледачите. Значи, да се надоврзам на ова што зборував, прво и основно е треба да се смириме. Значи, тоа смирување оди, значи, може да биде со медитација, може да биде со хомеопатија, али никако не со седативи. Значи, може да бидете да се обратите на психолог, психотерапевт или психијатар, психотерапевт. Значи, разговорите многу помагаат за да дојдете до... Значи, тоа е многу битно. А не да се дават диазепам, да се дават седативи. Али хомеопатијата, према моето искуство, страшно многу помага. Значи, тоа е една работа. Зошто? Затоа што емоциите, стресот делуваат на сите органи, преку нейрохормоналниот систем и нейровегетативниот систем. Така. Значи, тоа е толку све поврзано да јас не можам да го одвојам. Значи, мора тој дел да се смири. Зашто вие кога ќе сте по стрес, веднаш стомакот ќе почне да ве боли, да ве стега, и ќе имате киселини, дека нешто да ве врти, или ќе ве боли глава, или ќе ве гуши, или ќе почнете да се препотувате. Значи, многу е во тој момент, тие органи не може да функционира добро. Значи, треба да се научите како стресот, да го совладате стресот, како да го канализирате. Значи, иначе ние не можеме да го избегнеме нормално. Мислам, кој ќе каже избегни го стресот, така, не може да го избегне. Така, меѓутоа, толку е све стресно, меѓутоа, треба да знаете како, значи, со него да манипулирате, а не тој да манипулира со вас. Нейрохормоналниот систем, хормоните, посебно хормоните алдостеронот и хормоните на тирејната жлезда. Значи, тие многу реагираат на стрес. И ако организмот интоксицира, не може да ги неутрализира, да ги isfrли вишокот, што се лачи, значи ќе имате проблем. Така. Значи, да почнеме од дигестивниот тракт. Така. Дигестивниот тракт е еден многу важен орган, значи, каде храната се прима, каде се таја разградува, значи се ресорбира и оди во циркулација секаде кај што е потребно. Значи, и друго што е важно, дека тоа е еден огромен апарат за детоксикација, затоа што пресметале луѓето дека кога ќе се отворат, значи слузницата има ресички, цревни ресички и така натаму, набори, кога ќе се сето тоа отвори, тоа е 300 квадратни метри површина, која е со се заедно со цревата со се? Тоа е од цревата, тенкото и дебелото црево. Значи, која е снабдена, значи со крвни садови и со лимфни садови. Богато снабдена.
Друго, има околу 500 различни сорти на бактерии. Кои што треба да бидат присутни. Кои треба да бидат присутни. И сега тука имаме, значи, бактерии кои се добри, затоа што тие овозможуваат разлагање на храната, ресорбција на храната, и многу се битни тука за имунитетот. Таа цревна флора, доктор Албина? Негде околу 80% ви е тука. Така, во значи, јас дигестијата. обично, кој ќе ме прашат некојаш, луѓето им кажувам, знаете, не можете да бидете здрави ако немате здрав дигестивен систем. Тоа ви е исто како коренот на билката. Ако коренот на билката е здрав, и билката ќе биде, има шанс да биде добра, да расти, лисјата да и се добри и така. А ако е коренот болен, вие не можете ништо. Значи, тука е многу битно. Затоа е битно што внесувате, битно е стресот, да бидете стабилни, емоционално, да ги расчистите многу дилеми што ги имате и да ви биде добра цревната флора. Така. Значи, во колку цревната флора е важна, исто така синтетизира Б витамини, го синтетизира К витаминот. Значи, многу е битна. Во колку се поремети цревната флора, настануваат пореметување во дигестијата, многу нуспродукти, продукти кои не одат до крај, не се разлагаат, одат во циркулација, одат во нервен систем. Дури некои сметаат дека и тоа е една од причините и за аутизмот кај деца, е причина за многу други заболувања. Значи, тенкото црево и дебелото црево. Дебелото црево, посебно на него ќе се задржам, затоа што многу е често во денешно време да луѓето имаат проблем со празнење на дебелото црево. И тоа го викаме затвор или констипација. Значи, кога ќе прашам, имате ли редовна столица? Имам. Па на колку дена излегувате? Па на 2-3 дена еднаш. И тоа тие сметаат дека е тоа сосема нормално. Тоа е редовно, така. Значи, минимум еднаш до 2 пати треба празнење. Во денот. Во денот. Така. Друго, каква е испразнувањата, какви се, тоа е многу битно, кажува и каква е цревната флора и што се случува таму, а исто така и формата на стомакот. Так. Значи имате све повеќе, особено мажи со огромни стомаци. Значи тоа е знак дека нивниот дигестивен тракт е во катастрофална состојба. Значи и дека тие се склони на хипертензија, на разни депресии, може да бидат агресивни, може да имат проблеми со црниот дроб, со холестеролот, диабет, што ли не. Значи, од тука треба да се тргне. Замислите сега на тој човек, сега вие да му давате таблети. Значи, тој треба прво да се исчисти, да се подобри дигестијата и да се исчисти дебелото црево. Знаете, има една метода, не знам во Македонија дали уште некој ја воведе, меѓутоа ја има во Србија, има во Загреб ја има во Словенија, се вика хидроколон. Значи, тоа е постапка на испирање на дебелото црево. Некои викат не е тоа добро, али јас ви тврдам дека е многу добро, затоа што на тој начин се исфрлаат по неколку килограми отпад од дебелото црево. Значи, и луѓе кои имаат канцер, кои имаат тешки заболувања, тоа ако го направат, многу ќе им олесни. Значи, тоа се не можете да замислите све што може да излезе. Значи, вие можете да правите ваква детоксикација, таква детоксикација. Тоа останува залепено на цревната слузница и не се одлепува. Така. Значи, или ако немате такви услови, тогаш клизми се прават. И она што е многу важно, прочистување. Значи, прочистување, чести столици, прочистување, пиење на течности многу, лесна исхрана, мали оброци, чести оброци, мали. Значи, не цел ден да не јадите и потоа навечер кога ќе се вратите од работа, ќе се изнајадите за цел ден и за ден и пол и легнувате да спиете, зашто после не сте способни за ништо. Значи, тоа е најлошата варијанта. Така.
и тогаш тие токсини се складираат некаде, многу пати се складираат во масните ткива. И тоа масно ткиво, вишок на масно ткиво ви е полно со токсини практично. Така. Тоа за дигестивни. Потоа треба да се примат пробиотици, нели така? Пробиотици, има многу и суплементи кои може да помогнат. Доктор Албена, кога сме кај суплементите, често пати кога разговарам вака со блиски пријатели, се против да се земаат суплементи и додатоци во храната со оглед на тоа дека тоа се на некој начин вештачки витамини. Колку тие се на некој начин сега да не кажам штетни, меѓутоа дали има нешто, бидејќи го говоревме за фармацевската индустрија и за оние лекови кои што секојдневно ги примаат, дали има некои нус ефекти, дали може да има некоја штета од оние суплементи кои што понекогаш ние ги земаме во форма на таблети, или пак има не само таблети, например таблети во форма на комбинација на повеќе витамини. Имаме разни спирулини и така натаму, алоe вера. Колку тоа може да биде штетно на некој начин? Може ли да биде штетно или пак може само да ни донесе некоја корист? Знаете како, зависи од производителот. Така. Од производителот. Така. Значи има сега многу производители и сега ако вие имате доверба во некој, па ги користите. Меѓутоа има можност со добра исхрана. Ајде имаме гледач сепак да видиме кој ќе ни се придружи при крајот во нашиот разговор. Добро вечер. Добро вечер. Повелете. Вака, неколку прашања да поставам, да ја поздравам гостинката, многу во зборува. Така. Значи вака, прво, ме подсетивте и за алоe верато да ни каже. Како се прима, дали таа може да влие, да кажеме, на намалување на масноти во црниот дроб и на цревата. Добро. Најважното, спомна гостинката во врска со чистењето на дебелото црево, но не ни кажа начин како може да се прочисти дебелото црево и би ја замолил да каже и детоксикација на замастен црн дроб и најважното, рековме, дебело црево и дали постои начин на чистење и на тенкото црево. И на благодарам. Добро, ви благодариме и мислам, јас кажав за како се чисти дебелото црево. Значи, јас ако почнам да зборувам во детали, нема да ни стигнат... Ќе ни бидат малце две емисии, така. Нема да ни стигне времето. Така. Значи, алоe е многу корисно, затоа што алоe вера, тоа е билка која помага при детоксикационите процеси на црниот дроб. Значи, и се препорачува алоe вера. Иначе, што се однесува до дигестивниот тракт, јас толку би кажала, затоа што имам доста да кажувам за црниот дроб. Значи, само накусо да му одговориме, дали може и тенкото црево да се прочистува, бидејќи праша? Тенкото црево се прочистува со преку чаеви, преку билки, преку сокови, сурова исхрана, на тој начин. Иначе посебни процедури, процедура има за дебелото црево, али посебни процедури тоа е само со одредени сокови, да, затоа што она што се задржува најмногу е во дебелото црево. Така. Добро, ајде сега да кажеме нешто за црниот дроб. Црниот дроб е орган кој е нашата лабораторија. Така. И многу важен орган кој има голем капацитет на регенерација. Значи треба добар дел на црниот дроб да биде оштетен за да вие го осетите, мислам, да настанат одредена тешка симптоматологија при оштетување на црни дроб. Значи тој се регенерира страшно многу и има многу функции. Речеме, црниот дроб синтетизира околу 13.000 различни ткивни и хемиски супстанции. Значи тој холестеролот го се синтетизира од црниот дроб. Не е само холестеролот да се внесува со храна, а холестеролот е многу битен. Не е точно дека холестеролот е само штетен. Значи штетен е вишокот, значи онај, али холестеролот е составен дел на клеточната мембрана. Без тоа и неопходен е за транспорт на липидите, неопходен за разградување таму во метаболизмот на липидите. Во црниот дроб се синтетизира естрогените, се синтетизира тестостеронот. Исто така
црниот дроб тој регулира околу 50.000 различни ензими кои учествуваат во различни метаболни и во биохемски процеси. Значи без нивно активирање, значи многу тешко или не се одвива до крај и така, значи настануваат различни оштетувања. Значи црниот дроб е задолжен за депонирање на А витаминот, Д витаминот, К витаминот. Понатаму е задолжен за депонирање на вишокот на шеќери, значи во вид на глукоген. Значи, односно тој го регулира, гликемијата регулира да нема нагли скокови, падови на гликемијата во крвта и тој преку гликогенезата ги синтетизира, односно ги спојува молекулите на глукозата во големи ланци глукоген. И тој гликогенот се таложи, односно се депонира во црниот дроб и во колку има потреба, значи многу брзо се ослободува, така да веднаш се надополнува оно што недостасува. И црниот дроб е многу важен детоксикатор, затоа што тој ги детоксицира сите супстанции кои се токсични по организмот. Значи ги детоксицира одредени лекови, ги детоксицира овие сите отрови што идат што ние ги внесуваме така. Колку што и тоа се одвива во две фази. Значи во две фази. Значи првата фаза тоа е еден ензимски комплекс кој го викаат цитохром П450, така го крстиле, и тој значи ја разградува токсинот до некаде. А втората фаза врши конјугација, односно тука учествуваат аминокиселини во главном, поголемиот дел. Да речеме, глутатионот е многу важен за првата фаза. За втората фаза и глутатионот, и глицинот, и цитозинот. Значи и други аминокиселини, значи се битни, затоа што тие имаат одредени сулфурни групи, метилни групи, ацетил групи и преку нив го врзуваат токсинот и го прават или хидросолубилен или липосолубилен и тој може да се исфрли преку жолчката, преку жолчното кесе, така, или може преку бубрезите да се исфрли. Значи, меѓутоа, тука може да настанат одредени пореметувања заради многу присуство, да речеме, токсини или заради стрес голем. Значи, може брзината на одвивање на првата фаза да биде или спора или многу брза. Да не се синхронизирани. И кога не се синхронизирани, тогаш големи токсични молекули организмот гледа веднаш некаде да ги склони и почнува да ги депонира низ организмот, во клетките, во масното ткиво и така. И така настануваат главоболки, така настануваат разни депресии, така настанува агресивност, големина агресивност и така натаму, затоа што болки во мускулите, така настануваат разни артрози, значи особено се токсични аналгетиците, така, антиреуматиците при долго земање. Значи не само што го оштетуваат слузницата на желудникот, го оштетуваат воопшто метаболните функции ги оштетуваат. Значи многу е важно за детоксикацијата аминокиселините, да внесувате аминокиселини, значи и да изнесувате антиоксиданси, одредени минерали, затоа што минералите вие не можете да ги надополните, треба да ги внесете со храната. Значи дали како е магнезиум, манган, цинк се многу битни и така натаму, и многу билки. Да речеме, може тоа да биде екстракт од црнорев, може да биде пелинот исто користен, карамфилчето. Значи тоа се прави еден антипаразитарен програм. Меѓутоа, она што сум должна да кажам, тоа е чистењето на црниот дроб.
Така. и чистењето на жолчното кесе. Значи, црниот дроб ствара жолчна течност, односно жолчни соли, кои се важни за дигестијата, за разградувањето на маснотиите. И таа течност преку каналчињата на црниот дроб оди во жолчното кесе и од тука оди во дуоденумот, во 12-палачното црево и таму учествува во дигестијата. Меѓутоа, во колку вие многу го оптоварите црниот дроб, тој нема да биде способен да лачи доволно жолчни соли. Така. И тогаш холестеролот не се има и плюс внесувате, да речеме, со храната. Може да внесувате и не мора да внесувате. Меѓутоа имате вишок на холестерол кој се кристализира и се формираат тие разни конкременти билјарни, значи камчина во со прости зборови во жолчното кесе. Кога имате таква ситуација, вие имате веќе и ацидоза. Значи, алкалната средина, која е природна средина за нас, веќе нема, имате кисела средина. Така. Имате Нешто што исто така многу важно. Пореметувањето имате на цревната флора, така. Имате кисела средина. Имате пореметување на ензимско ниво. Сега ви кажам што станува тука. Тука е многу битно, би се задржала. Значи, што станува? Настанува размножување, бујат патолошките бактерии и габички. Така. И настанува, може да настане со жолчното кесе и воспаление на тоа. Значи, најлесно е, извадете го во жолчното кесе. Меѓутоа, целото тоа ѓубре што овде се складира, ќе ви се складира во црниот дроб. Така. Значи, тие конкременти се стварат во самите цевчина, каналчина на црниот дроб. И затоа, место да се оперирате, најдобро е да направите прочистување. Така. Меѓутоа се прави одредена припрема. Значи, тие конкременти не се како бубрежните, тие се меки и лесно проваѓаат и се прави одредена припрема. Така. Неколку дена или 10 дена пред тоа, пред да се направи чистењето по една кинеска рецептура со магнезиум сулфат. Значи, магнезиум сулфат, ладноцедено маслиново масло и сок од грепфрут или од лимон. Значи, може да изфрлале по 40, 50, 60 конкременти. Значи, се изфрлат преку фекалиите. Така. И тек после, значи, секое лекување треба да започне со чистење. Значи, особено на црниот дроб. Црниот дроб, бубрезите, дебелото црево, обновување на цревната слузница, цревната флора. И нешто сакам да кажам во врска со естрогените, затоа што естрогените се синтетизираат во црниот дроб. Меѓутоа, вие имате и субстанции кои во храната се внесуваат и кои се квази естрогени, кои се слични на естрогените, ама не се, и можат да имат исто дејство, значи, ако се вишок во организмот, да се бујат одредени ткива. Значи, знаеме кога имаме вишок на естрогени, значи може да се јават хормонално зависни малигни заболувања. Така. Значи, особено малигни заболувања, канцер на градата, на градата, на матката и на простатата. Значи, тие затоа е важно, значи, дигесивниот тракт во колку не е како што треба. Има еден ензим глукоронидаза, бета-глукоронидаза, кој во тој случај се активира и естрогенот кој е спремен и врзан преку конјугацијата за изфрлање, Така. го ја кине врската и го враќа назад. И затоа е тоа, видите како е сето тоа поврзано. Да. И жената може да добие канцер или се лекува заради канцер, меѓутоа не ги прави овие другиве процедури. Значи, затоа е многу битно се ова што го кажав, значи да се направи. Детоксикацијата е број 1. Значи, и за било што. Дали се работи за некое ментално расстройство, дали се работи за
пореметување било каде во организмот, а особено ако се работи за тешки заболувања, малигни и автоимуни заболувања кои се повеќе и позачести. Така. Значи, јас тука ќе можеме да завршиме, така би заокружила, значи за секое заболување, впрочем, од оние најлесните форми преку психичките заболувања, па и до најтешките форми кои станува збор за канцерот, најпрвин би требало, односно вие го практикувате тоа во вашиот велнес центар, да се започне, да се започне само со да се започне на почеток со детоксикација на организмот, па потоа да следува и она лекување кое што треба да. Само уште нешто да кажам, 2 збора, нема да ви задржувам многу, дека е важна оксигенацијата. Многу и овде има што да се зборува. Многу, да, затоа некако гледаме. Важна е оксигенацијата, затоа се важни вежбите. Така. Значи, прожетки во природа, физичка активност е многу битна. Важни се бубрезите, ги пропуштиме зашто немаме време. Важно е ливниот систем, затоа што тој ги носи сите токсини во цревата. Важна е кожата. И така, и вие кога сето тоа го направите, ќе се осеќате и подобро, ќе имате енергија, кожата ќе ви свети, сите ќе кажат на кој козметичар сте биле. Навистина, и видот ќе ви се подобри. Колку е комплицирано сето она што во нас функционира како еден организам. Меѓутоа, во 2-3 збора само за да се превенираат луѓето, нели, да не дојдат до некое заболување, треба да се хранат здраво, значи свежа храна, да спортуваат, и колку можат помалку да подлегнуваат на стрес. Односно, како што кажавте вие, тие да манипулираат со него, не стресот да манипулира со него. Да остават малку време за себе. Так. И малку да размислат каде се, себе си. Так. Што прават, дали тоа што го прават е добро, дали малку лошо. Да запрат, да се запрат малку анализа на самите и да себе. Направат, да имаат време, затоа има и медитација, имате биорезонантни терапии, имате хомеопатија, имате тука многу работи што може да ви се помогне и треба секако на некого му треба разговор, некој може сам да се справи со проблемот. Доктор Албина, кажавме многу работи, меѓутоа и многу работи останаа недокажани. Се надам во некое следно издание повторно ќе се договориме пак некако да докажеме или пак да поразговараме за нешто друго. Ти благодарам за денес. Благодарам и на вас. Почитувани мои, тука некаде ќе ве поздравам и јас за денес. Се надевам дека сето тоа што го говоревме во однос на детоксикацијата и она што значи, нели, загадување на нашиот организам и како треба сето тоа да се ослободиме од него, беше од ваша голема корист. Затоа обидете се секојдневно да живеете на некој начин здрав живот. Здрав живот подразбира сето она што досега го кажавме, значи да јадеме здрава храна, да што помалку се нервираме и што повеќе да се движиме. До следното ведување, во оставам во убаво расположение, имајте добро здравје.